Околу 50 милиони денари од државни и од меѓународни фондови треба да добијат општините од источниот плански регион како подршка на руралниот развој. Со овие средства ќе се финансираат 4 поголеми инфраструктурни проекти, за што веќе се поднесени апликации до Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, како и до Министерството за земјоделство и до UNDP. На седницата што Советот на градоначалници од источниот регион ја одржа во Берово, беа утврдени приоритетните проекти за секоја општина поодделно, а за кои се поднесени апликации и се очекува финансиска подршка. Разговаравме за проекти кои се од интерес на истокот. Сите градоначалници беа спремни, односно аплицираа со проекти кои се од интерес како за општините, така и за регионот, и сметам дека во овој момент избравме она што беше најдобро. Морам да кажам дека сум задоволен и од текот на седницата и од разбирањето од колегите градоначалници, и со консенсус ги одбравме проектите со кои ќе аплицира центарот, што е многу важно за единството на Советот на Источно-Планскиот регион и за соработката на градоначалниците од Истокот, која е навистина неопходна и многу важна. Од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, општина Кочани очекува да добие 15 милиони денари за изградба и асфалтирање на патот од селото Оризари до туристичкиот локалитет Добра вода. На седницата на Советот на градоначалници беше дадена согласност грантот што го доделува UNDP да го добие општина Виница, и тоа за рехабилитација на интернатот во селото Блатец, со што ќе се создадат услови за отворање центар за деца со посебни потреби. Општина Виница го доби проектот, тоа е грантот од UNDP во вредност од 33.000 евра. Тоа е изградба, тоест реконструкција на термофасада на интернатот во село Блатец и промена на столарија токму во тој интернат. Со овој проект кој што го добивме, не задолжија да ја менеме како општина да ја смениме покривната конструкција. Според договорот на седницата на градоначалниците, за општина Карбенци ќе се наменат 20 милиони денари за изградба на пристапни патишта до планинските села и до туристичката населба Вртешка на Плачковица. Уште 10 милиони денари се планирани за општините Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица, Пехчево, Карбенци, Виница и Кочани за изградба на 11,5 километри полски патишта, а за што веќе е поднесен проект до Министерството за земјоделство. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу, кој присуствуваше на седницата, изрази задоволство од координираноста на Советот на градоначалници од источниот регион и рече дека се преземаат активности за утврдување на дисперитетот во развиеноста на регионите. Уште поставката не е започната, тоа е поставка која ние го планиравме да почне во рамките на проектот што го имаме со швајцарската амбасада. Верувам дека за брзо време, наредната недела, веќе таа поставка ќе започне и очекувам дека ќе бидат инволвирани и експерти кои што треба детално да ја анализират и да имаме веќе за брзо време готово. На редовната седница, 11 градоначалници од источниот регион разговараа и за координирање на акциите за прскање против комарците во регионот, како и за проблемот со бездомните кучиња.